Се вратив во Македонија за да направам добро за државата, да понудам решение за аерозагадувањето, но институциите ме игнорираат. Вака ја започнува својата приказна младиот инженер и иноватор Алибер Михајловски од Скопје. Тој тврди дека го има решението за проблемот со загадениот воздух, преку механизам на кој тој работел скоро 2 години. Се работи за механизам за прочистување на воздухот, на самиот воздух кој што го дишиме, нечистиот воздух, частичките, прашината, токсичните емикали и најлошото радиоактивните емикали што ги дишеме. 2 години добри, експериментирав, истражував, тестирав како можеме да дојдеме до еден начин да прочистиме воздухот и што левот од моето дете од уста сум го ваѓал за да можам да направам нешто за општеството. Но на крај и општеството и самата влада и самото општество не ми помага за да можеме да створиме нешто добро за нас. Михајловски вели дека се обидел да стапи во контакт со градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов за да го презентира механизмот, но одговор не добил. Потоа, како што вели тој, остварил средба со заменик министерот за животна средина Јане Макрадули, каде го покажал проектот и побарал финансиска помош од 8.000 евра за да го направи прототипот на механизмот, но по нивната средба од декември минатата година одговор се уште нема. Почнувајќи од господинот Шилегов, кај што побарав кај со него еден состанок да му презентирам механизмот, побарав со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кај што ми оствари состанок, но после состанокот веќе не добив одговор од негова страна. Побарав и во општините, сите општини низ цела Македонија, кај што може да ми поддржат да направам еден прототип, кој што со тој прототип ќе можам да си направам поголем механизам за прочистување на воздухот и да дишиме чист воздух. Алфа се обиде да добие стафи од град Скопје и од Министерството за животна средина. Од град Скопје не одговори на нашите повици, а од Министерството за животна средина велат дека секојдневно имале состаноци со луѓе кои нудат решенија, па тие како министерство ги разгледуваат. Алибер вели дека прототипот за чистење на воздух би чистел во радиус од 5 километри, а механизмот би го чистел воздухот во целиот град и би чинел 150.000 евра и би бил на струја, каде според неговите пресметки потрошувачката за електрична енергија за механизмот би била околу 300 евра месечно. Михајловски вели дека се обратил и до Европската комисија, од каде го разгледале неговото решение за аерозагадувањето. Но како што вели тој, оттаму го известиле дека не може да му помогнат, бидејќи Македонија не е членка на Европската унија. Па доколку тој најде партнер со некоја од земјите членки, би помогнале, но механизмот би требал да биде поставен во земјите членки на Европската унија.